Поранешен бранител избркан од работа, за да живее, зависи од неподвижната мајка и пензијата на татко му. На ова дередже дојде 41 годишниот Тодорче Стоилковски, која по една година на браникот на државата, заработен поздвоен синдром, остана и без договорната работа во кујната на Штипската касарна, зашто за него државата немала пари. Се јавија од Министерството за одбрана, ми рекоа дека Министерството за одбрана, односно тогашниот министер Зоран Јолевски, не подпишува такви договори, бидејќи тогашните Министерство за финансии не одобрува повише финансиски средства. Значи, јас работев 2 години со договор на дело, без здравствено, без пензијско, без никакво осигурување, така работев што се вика на црно. Али морав да работам, бидејќи тие пари се ми потребни за понатамошно лечење, одам на терапија во војната болница, имам таму доктори што го водат мојот случај. Поради ова, веќе 5-ти месец наместо помош, Тодорче е товар на родителите. Од април месец сум невработен, сега живеам од парите од пензијата на моите родители. Мајка имам непокретна во кревет. Правдата и потрагата по екзистенција Тодорче ја побарал на повеќе места, но одговор нема ни по 5 месеци од раскинувањето на договорот. Јас се обратив во Министерството за одбрана, се обратив во Синдикатот за безбедност и одбрана и од таму рекоа дека се уште ќе се разгледува случаите, меѓутоа се уште тоа тапка во место и ништо до сега не сум добил никаков одговор. Да, од април чекаме на вака договори да видиме што, дали да видам па вратен на работа или па да ми се реши статусот како на поранешни и прославени војници што се решаваш. За сега подршка за Тодорче и слични како него нудат само некогашните соборци организирани во достоинство. Ние како достоинство сметаме дека треба парцијално или единечно да се решават проблеми на бранителите и ги повикуваме сите бранители кои што имат проблеми од било каков карактер да ги побарат нашите ограноци. Ние ќе се обидеме да ги помогнеме, бидејќи во овој момент можам да кажам дека имаме тесна соработка со новата македонска влада и верувам дека единечно ќе можеме да помогнеме, ако не на сите, барем на дел од нив. И покрај поминати 16 години од конфликтот во 2001 година и низата законски решенија, очигледно дека проблеми со статусот на бранителите и нивните права се уште има.